Општина Центар во нацрт буџетот за 2018 година предвидува 490.000 евра за кошаркарскиот клуб Работнички, додека под ставката за животна средина која се однесува на загадувањето предвидени се 60.000 евра. Координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН е во општина Центар Зоран Поповски за телевизија Нова вели дека тие го поддржуваат финансиското помагање на сите спортски клубови во таа општина, но оти поради големиот проблем со загадувањето, дел од парите предвидени за Работнички треба да се пренаменат за животна средина. Според него, здравието на граѓаните треба да бидат приоритет. Буџетот кој е определен за финансирање во овој момент сметаме дека може да се искористи на сосема друг начин, бидејќи знаеме дека загадувањето е голем проблем во денешно време. Сигурно дека спортот не треба да се занемари, но треба да се гледаат приоритетите. Спортот секогаш може да се развива. Градоначалникот на Центар Саша Богдановиќ пак за телевизија Нова појаснува дека средствата предвидени за Работнички не се само од општината, туку и дел од нив се донации. Вели дека средствата за клубот можат и да растат во зависност од менаџерските способности на управниот одбор и како тие ќе привлечат донации. Во врска со загадувањето, Богдановиќ рече дека тие 60.000 евра се само една од ставките кои ќе придонесат за намалување на загадувањето. Ние предвидуваме толку буџет, но не од сопствени средства. Дел од средствата таму јасно стои во ставките ќе бидат обезбедени преку донации. Што се однесува до стапката за животна средина, не се гледаат останатите ставки кои што се предвидени и кои што се поврзани со подобрување на квалитетот и на воздухот и за животната средина на граѓаните. Значи тоа се потези кои што ние ги имаме предвидено во други програми, а кои што ги имаме како акцизни планови предвидено во соработка и со други институции. Градоначалникот вели дека веќе добиле предлог за измени на нацрт буџетот. Коалицијата за чист воздух одва поднеле предлог општината да субвенционира печки на пелети, што општината ќе го прифати во финалниот буџет. Инаку, иако советниците на ВМРО ДПМН во некои општини го бойкотираат работењето на советот како знак на револт поради приведувањето на партиски членови за случувањето од 27 април, Поповски информира дека во општина Центар советниците ќе учествуваат во расправата за буџетот за 2018 година.